Актуелниот градоначалник на општина Бутел Дарко Костовски ќе биде кандидат за уште еден мандат на претстојните локални избори на есен. Костовски се заблагодари за големата поддршка и доверба што ја добива. Сакам лично да се заблагодарам на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на извршниот комитет на партијата за довербата која ја добив вечерва. ВМРО ДПМН ме предложи да бидам кандидат за градоначалник на претстојните локални избори. Тоа е огромна чест и секако одговорност која по секоја цена повторно ќе ја оправдам. Сподели тој откако ВМРО ДПМН објави дел од кандидатите за идни градоначалници. Во својата објава на Facebook Костовски порача: "Ветив дека нема повеќе згради, ветив отворена борба со урбаната мафија, ветив дека криминалците кои ја водеа општината ќе гледаат од трибини. Ветив проекти кои граѓаните ги чекаа со децении. Ветив дека ќе ја вратам загубената доверба кај вас. Силно сум убеден дека се што ветив остварив", порача актуелниот градоначалник на Бутел. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски вели дека Центар е прва општина во државата со предлог план за праведна енергетска транзиција. Денеска заедно со представници од фондацијата Фридрих Еберт и Сдруженијето за зелено општество Гринер го презентиравме предлог планот кој содржи анализа, насоки и препораки, кои веќе почнаа да се применуваат. Со овој документ ја потврдуваме заложбата Центар да биде независна, ефикасна и зелена општина. Имаме визија, структура и јасна насока, тоа е реалност што веќе ја градиме, истакна Герасимовски. Првиот човек на Центар посочи дека први во државата отвориле енергетска канцеларија. Изградена е од темел енергетски ефикасната градинка Пролет. Поставени се фотоволтаици на покривот на објектот Пепелашка на градинката Раде и Овчарски Корчагин, каде веќе се постигнати и 50% заштеда на потрошувачката на електрична енергија. Ова, според Герасимовски, е дел од цврста и долгорочна стратегија. Веде градоначалникот на Скопски аеродром Дејан Митевски ќе биде кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН на претстојните локални избори кои ќе се одржат на есен. Митевски по официјалното соопштување на оваа информација се огласи со сопствен став: "Искрено благодарам за укажаната доверба и поддршка од председателот Христијан Мицкоски и од ВМРО ДПМН. Честа да бидам предложен како кандидат за градоначалник на општина Аеродром. Ја доживувам како силен поттик, но и како голема одговорност. Аеродром е повеќе од општина, тоа е наш заеднички дом, наша секојдневна реалност и иднина", истакна Митевски. "Ќе побарам поддршка и ќе работам со почит кон сите граѓани, со отвореност и енергија за решавање на вистинските проблеми. Ќе вложам се од себе за поубави Мичурин, Острово, Горно и Долно Лисиче, Јане Сандански, Ново Лисиче, Реонски центар, населба Лисиче, 13 ноември", додаде Митевски. Доцна синоќа граѓани од општина Чаир, предводени од градоначалникот на општината Висер Ганилу, пристигнаа пред седиштето на град Скопје, каде символично го исфрлија ѓубрето кое претходно го собраа од улиците на Старата чаршија. Акцијата представуваше протест против, како што велат, негрижата на градските власти и блокадата со која се соочува општината во делот на одржувањето на јавната чистота. На местото на настанот брзо пристигна и полиција која интервенираше и ги растера присутните граѓани. Настанот помина без посериозни инциденти, но со силна символика и порака за лошата соработка меѓу локалната и градската власт. Во Скопје од 26 до 29 јуни годинава ќе се одржи Европското првенство во џудо за кадети. Еден од најголемите меѓународни настани по Македонија во 2025 година ќе се одвива под слоганот "Младите ѕвезди на иднината". Председателот на џудо Федерацијата на Македонија Владимир Трпановски очекува рекорден број учесници на еден ваков турнир и можност за промоција на нашата земја. Сите подготовки одат во најдобар ред. Од 51 земја членка на Европската џудо Федерација до сега 19 се пријавени за настап во Скопје. Се разбира, роковите не се истечени, има време да се пријават и другите. Но она што е посебно важно за нас е дека најдобрите и најквалитетните федерации, како Грузија, Азербеџан, Германија, Франција, Швајцарија, веќе го потврдија своето учество. Околу 400 луѓе го потврдиле своето доаѓање, вклучително и првите луѓе на Европската џудо Федерација. Очекуваме рекорден број учесници на едно кадетско првенство, изјави Трпановски.
Тој додава дека на 12 јуни ќе учествува на Конгресот на Светската џудо федерација во рамки на светското првенство во Будимпешта, па таму ќе има можност повторно да се сретне со своите колеги и да ги добие сите дополнителни информации околу конечната листа на учесници. Македонија, организацијата на првенството ја добива конкуренција на 6 други држави. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.